Пријатно сум изненаден ова како да настапуваме на Маракана, не на Бокочани. Воодушевен сум од вашиот одзив за ова средба. Мислам дека да беше времето хубаво, имаше и многу повеќе луѓе, но колку све толку све. Со потесот така изгледа. Сакам да ве поздравам со неколку афоризми од моите објави. Староста е матно сеќавање на себе си. Долго го пишував овој афоризам и излезе роман. Не ни треба Василий II. Ние сами си ги вадиме очите. Адвокатурата од слонот прави глупче. Внимавајте да не ме прегази глупчето. Не го тепај интелектуалецот по главата, удри го по джебот. Се беше според законот за ограбување на народот. Помогнете им на заскитаните во политиката да си го пронајдат народот. Благодарам. Чекай само да Дали сте добри? Баш ми е било. Ова ни е 10-та година тука во Корчани и честитки стварно дека ни среќа на сите. Јас сум тука 10 години од почеток на настанов кога почна и навистина секоја година бил тука, уживам. Публиката во Корчани навистина знае сатира, знае афоризми. И пред да почнам да читам, сакам еден голем аплауз за Јане, зашто го прави ова веќе 10 години. Јас се слушнав вчера со него и викам Јане како е, вика ја се набирам со луѓе, викам како ти е, добро е. Така да, пошто тука сме ние стварно навистина големи автори, затоа и нема место каде да седнам ја, пошто сме големи сите. И навистина е тешко со сите нас да се работи, така да Јане браво за ова што го правиш и навистина ми е драго да се кадинава. Или сега ќе читам афоризми. Ај, друштво, малку естрада, малку нешто забавно, например. Јаво дугме. Па може, може. По сексуалната револуција први падна гаќите. Не се разплачу. Чекай, крене гатите. Типично за староста, што е? Кога роденденските свекички се поскапи од тортата. Во очите на народот големи се само водачот и стравот. Ја продаде мајка си, сега му остана да се колне во татковината. Не им давајте да не писмени пенкало во рака, ќе да ги издадат очите за него. Фала му на Господа, расчистивме и со религијата.